Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат снимам видео за енергетските места кои што се наоѓаат по текот на тајниот рај или големата енергетска линија што минува низ Македонија. Често зборувам за таа енергетска линија, а енергетската линија почиња Алшар, завршува некаде Ртен, или тоа е делот кој што јас го имам истражено. Таа енергетска линија или наречена таен рај, нашите предци ја знаеле и тие граделе големи објекти на таа линија и на таа линија се изградени редени камења, големиот зид кој што е едно од светските чуда, потоа пирамидата Островица, геоглифот, Вуевската карпа и секако преубавата пирамида Ртен. За енергетските линии често зборувам. Тоа е места каде што енергијата на нашата планета е сконцентрирана и каде што со самото присуство на тоа место вие се осеќате регенерирано затоа што таму има многу енергија, а ние сме сепак батерии на кои што ни треба енергија. Порано луѓето ги одбележувале тие енергетски места, тие често ги посетувале, а некогаш дури и граделе населби околу нив. Најлесен начин да се препознае енергетско место е да се седи и да се посматра околината и да се види дали сончевите зраци се преклопуваат. Значи на места каде што сончевите зраци се преклопуваат, таму енергијата е поголема и тоа е енергетско место. Ајде сега ви ги представувам енергетските места по текот на тајниот рај или големата енергетска линија која што минува низ Македонија и уште неколку енергетски места кои што сум ги посетил, кои што се вредни да се споменаат. Уживајте во видеото, пишете што мислите и не заборавате дека ова е сепак забавен, едукативен карактер емисија. Јас сум независен истражувач и ве молам така и однесувајте се, значи не се бориме тука за ништо, едноставно си ја разбудуваме нашата фантазија, си ја разбудуваме нашата енергија и секако поминуваме време во природа, што е мојата главна цел, да ги изнесам луѓето надвор од тие казамати во природа. Уживајте во видеото, пишете што мислите, дајте свој коментари и доколку најдете вие некое енергетско место, објавете го или пратете ми го мене, јас ќе го истражам. Прво енергетско место кое што сакам да ви го покажам, тоа се големите џиновски кугли, камени во местноста Голем Штрковец. Значи погледнете го само ова место какво е. Ова е многу јако енергетско место затоа што тука се изработени голем број на камени кугли кои што некогаш биле поставени во концентрични кругови, меѓутоа со текот на времето се еродирале и се растуриле во најблиската околина. Меѓутоа карпите се големи, местото е преубаво да се види, енергијата е премногу густа, мора да осетите и ова е прво место што ви го представувам и погледнете го само, преубаво и многу уникатно место кое што се наоѓа во Македонија, во областа Голем Штрковец. За овие камени кугли, како и за сите други енергетски места, не се знае многу затоа што не се истражени, ние сме тргнати од тие енергетски места или оттргнати сме од нашите батерии. Местото, како што кажав, е преубаво и го препорачувам кој сака да оди на мала авантура и да се наполни со енергија, препорачувам да го посети ова преубаво место.
А второ енергетско место кое што сакам да ви го представам, тоа е древниот голем ѕид наречен Редени камења, кој што се наоѓа после селото Богословец. Значи, овој ѕид представува, како што кажав во моето претходно видео, каде што го представував овој ѕид подетално, осмо светско чудо. Овој ѕид се наоѓа точно на таа голема енергетска линија која што ја опишав во најавата или наречена таен рај, која што почиња од Алшер до Ртањ. За овој ѕид се водат полемики, мора да споменам тоа дали е природен, дали е вештачки, меѓутоа овој ձид е направен од варовник. Во околината нема никаде варовник, секаде се магматски карпи. Јас го посетив овој ձид со реномиран геолог од соседна Србија, кој што потврди дека овој ձид е направен од луѓе, односно не е природен. Јас земав и примерок од овој ձид, затоа што тој е покриен со некој вид на малтер, но се уште го немам пратено на истражувања, како што знаете, моите можности се минимални и премногу ограничени. Меѓутоа тоа не ме спречува да го промовирам и понатаму овој ձид и да ви го представам и вас и да ви порачам да го посетите. Ќе ви биде незаборавно искуство и ќе уживате. Погледнете го само. Самата околина, самиот ձид е преубав. Јас често го посетувам овој ձид, за овој ձид се ткаат многу мистерии, на овој ձид се појавуваат и одредени светлосни топки, некогаш од самиот ձид излегува и зелена светлина. И доколку имате можност, посетете го и во лето или кампувајте таму за да ги видите овие феномени или можеби и надприродни појави. Одиме ајде на наредното енергетско место. Наредното енергетско место кое што ви го покажувам е оваа карпа. Тоа е карпа на која што има изгравирано 365 сонца и е можеби најстариот храм посветен на сонцето, на овие простори, а можеби и во светот. Сега сме на карпата. Ова ќе изгледа одблиску, оваа карпа е прекриена со 365 сонца, изгравирани во самите карпи и можеби представува најстар храм на овие простори, а можеби и во светот, кој што е посветен на сонцето. Некогаш тука стоеле две големи карпи, исправени со голем камен поклопец, кои што представувале храм на сонцето. Сега тие карпи се паднати од едната страна. Можете да ги најдете од десната страна на карпата, на Вујевската карпа. И на тие карпи има ознаки од старо македонско писмо, или тоа е преведено и означува огнен, или место на огинот, или место посветено на вечниот оган, или сонцето. Оваа карпа исто уште и се нарекува Вујевска карпа, се наоѓа на патот помеѓу Куманово и Крива Паланка, од лева страна после селото Старо Нагоричани. И представува едно моќно енергетско место, како што гледате, заборавено, запуштено, иако има огромен туристички потенцијал и има огромен авантуристички потенцијал. Но за жал, овие места кои што ја потврдуваат нашата старост и нашата древност се нарочно запуштени, затоа што, како што знаете, не бришат во историјата, за да може да не избришат во сегашноста. Меѓутоа, тоа не е важно, ние наоѓаме начини да ги промовираме овие места, да ги развиваме и секако да ги заштитиме. Во близина на Вујевска карпа, ако продолжите патот на Крива Паланка од десно, се наоѓа овој прстен, камен прстен,
за кој што се верува дека некогаш му припаѓал на џин. И интересно за овој камен прстен е тоа што тој се наоѓа среде поле. Значи, ова не му е природно место, значи он е донесен на ова место, а мејнстрим науката тврди дека тој е донесен од рите неколку километри далеку, меѓутоа не може да објаснат како е донесен, затоа што ова е масивен и е премногу тежок за да се транспортира. Меѓутоа мистеријата останува, но тоа не ја негира неговата енергетска улога, односно овој камен прстен е ставен тука за да се одбележи ова енергетско место, а самиот камен помага во лекување и ускладување на нашето поле. Доколку поминете низ отворов неколку пати, вие ќе си го прочистите вашето енергетско или ментално поле. Исто така и овој камен или ова енергетско место е неодбележено. Мислам, сите енергетски места што ви ги представувам се неодбележени, неистражени, оставени едноставно така. Меѓутоа, ете, тие си наоѓаат начин да привлечат луѓе затоа што се корисни и затоа што од посета на енергетско место може само да добиете. Че овие места не ви бараат ништо за возврат, а ви даваат многу. Иначе овој прстен, камен прстен го нарекуваат и прстенот на Крали Марко. Како што знаете, Крали Марко е еден од последните, можеби, џинови кои што живееле на овие простори. Погледнете го само каменот, тоа е преубаво нешто. Ајде, одиме на наредното енергетско место. И секако еден од најголемите, најмокни објекти на овој простор е пирамидата Островица. Значи, тоа е пирамида која што се наоѓа после селото Габреш. Таа се наоѓа во шумата и треба или да прашате во селото или да следите координати за да ја најдете. Меѓутоа, погледнете овој пирамидален рид или оваа пирамида, како изгледа, значи низината форма е совршена, а низините страни се свртени кон страните на светот. Таа е можеби една од најстарите пирамиди во светот затоа што е изградена од поединечни мали камења. Значи не е изградена од големи камени блокови, туку е изградена од поединечни камења за да се добие форма на пирамида. Интересно за оваа пирамида што и самата нејзина височина има енергетска улога или енергетски број. Таа е висока точно 666 метра, што представува енергетски број, многу ќе кажат тоа е број на ѓаволот, меѓутоа нас не плашат со тие петок 13 дека е Баксус број 666 дека е број на ѓаволот, и многу други наши символи ни ги представуваат негативно за да ние не ги користиме, јас мислам. Затоа што очигледно овој свет не се движи во позитивна насока, еве ние ги одбегнуваме сите овие броеви и ги одбегнуваме сите тие негативни символи и пак ништо не се случува. Затоа јас верувам дека е обратно, не треба да се плашиме од тие наши стари символи и од овие бројки, затоа што очигледно нашите предци ги користеле, јас верувам во мудроста на нашите предци, затоа што пред се тие живееле почист живот,
поблиску до природа, а само поблиску до природа и во чистина можеш да бидеш блиску до Бога. И затоа повеќе верувам на нивниот суд, отколку на ова сега што ни го наметнуваат елитите. Но да се вратам ке пирамидата, како што гледате, таа има совршена пирамидална форма. Страните и се свртени на страните на светот, лесно се доаѓа до неа. И се што треба да направите да отидете на пирамидата, да се искачите на самиот врв и да тихувате неколку минути за да ја осетите енергијата нејзина, а при тоа да уживате во убавината на погледот која што ви се отвара. Че оваа пирамида штрчи од околните ридови и имате прекрасен панорамски поглед на околината. Јас често ја посетувам оваа пирамида и можам лично да сведочам за користа на нејзината енергија, како лековита, така балансирачка и така напојувачка енергија. Видите само пирамидата. Како може да негирате дека овој рид има пирамидална форма или дека е пирамида? Затоа што зборуваме за геометриска форма, која што има енергетска улога, а тоа е пирамида, а овој рид ја има таа геометриска форма на пирамида. И секако, како моќно енергетско место, ќе го спомнам и Црн камен, кој што се наоѓа во близината на Велес. Тоа е едно моќно енергетско место, каде што луѓето доаѓаат и бараат помош од природата, доаѓаат луѓе кои што не можат да имаат деца или имаат потешкоти при зачнување на деца. И многу од нив имаат позитивно искуство, меѓутоа тука може да дојдете и да побарате помош од природата за било која болест што ја имате или едноставно да се наполните со енергија. Ова место се наоѓа после манастирот Свети Димитрија. Од десна страна имате патокас кој што ве носи на ова енергетско место. Секако во близина на Црн камен ќе го спомнам како енергетско место и манастирот Свети Димитрија, во кој што има неколку црквички. Најинтересна е оваа црква, како што кажав, која што има невообичаени фрески, која што беше 500 години закопана во земја, па подоцна откопана. И во неа може да се најдат многу стари фрески кои што не може да се видат на никое друго место. Мора да го спомнам и Свети Димитрија како енергетско место кое што вреди да се посети. Како следно енергетско место би го представил и ова место, односно ова се камените храмови, кои што се наоѓаат во подножјето на Костоперската карпа, исто на патот помеѓу Куманово и Крива Паланка. Некогаш имало многу овакви камени храмови, тие камени храмови оделе и внатре во карпата, некои спаѓале дури неколку километри подалеку, меѓутоа сега е останат само овој храм, кој што очигледно е пробан кој што очигледно се затрупува, наскоро овој камен храм ќе го нема. Меѓутоа ете јас го снимав и
представува едно интересно енергетско место, кое што исто така вреди да се посети, како и сите претходни енергетски места кои што ви ги прикажа во ова видео. А за сите овие енергетски места имам посебни видеа снимани, па доколку ви интересираат повеќе, побарајте на каналот Сонцогор поназад, скролајте, ќе ги најдете и овие видеа. Затоа што ова земја не ни е дадена нас само така благословена со убавини, а нас ова земја ни е дадена за ние да се грижиме за неа. Чи не случајно сме се родиле тука, не случајно тука сме се запознале прв пат со животот и не случајно е оваа убавина тука. Токму затоа јас дојдов на ова место, кој што го одбележува центарот на Македонија, да и се извинам на Македонија заради тоа што и се случува, заради тоа што можеби ние го направивме и заради тоа што можеби ние оставивме да се случува со неа. Ви благодарам што бевте со мене и во ова видео. Се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се надевам дека љубовта ќе преовлада над омразата. Поздрав и секое добро!